Локални избори 2017. Жителите на секое село, секој град и општина во Македонија, барем додека трае изборната кампања, живеат со чувство за поубава и посветла иднина. Секој глас е важен, па се посетуваат и места кои можеби во следниве 4 години ниту еден политичар нема да ги посети. Како реки течат ветувањата за инвестиции, за нови работни места, за чисти улици, за нови зеленила. Предизборните ветувања се како опијат за граѓаните. И по неколку изборни циклуси, некои адути остануваат исти, па се ветуваат основни потреби кои во 21. век некои граѓани се уште ги немаат: вода и канализација. Некаде пак влоговите се поголеми: гасификација, вертикални зеленила на зградите, затворени базени, училишта и градинки, па дури изградба на аеродроми. Топ тема на ваша страна анализираше дали кандидатите ги слушаат мислењата, потребите и желбите на граѓаните пред да ги стават ветувањата на хартија. Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип го истражуваше токму учеството на граѓаните во работата на општините. Анализата покажала дека најголем дел од граѓаните, или 73%, не учествуваат во донесувањето на одлуките во нивната општина. Помалку од 1/4, или 22%, рекле дека учествувале. Слична е состојбата и за прашањето дали граѓаните иницирале активност поврзана со работата на општината со цел да ја подобрат. Дури 76% одговориле негативно, а потврдно без малку 1/4. Авторот на истражувањето смета дека учеството на граѓаните и проверката на јавното мислење не треба да биде само декларативно. Главниот заклучок е дека општините ги сметаат дека ги консултираат граѓаните, но практично тоа се сведува повеќе на информирање на граѓаните, отколку на вистина вклучување на граѓаните партнерски, заеднички во донесувањето на одлуките. Значи, тие сакаат да се фалат со своите постигнувања, меѓутоа кога станува збор за решавање на сериозни проблеми од секојдневието на животот на граѓаните, тука не ги вклучуваат граѓаните во целиот процес на донесување на одлуките и не ги донесуваат одлуките заеднички, при што ќе има некаков заеднички консензус за тоа дека тоа решение кој што ќе се спроведе токму на кое што сите го поддржуваат и сметаат дека е најсоодветно. На прашањето колку пати во последната година граѓаните учествувале во донесувањето на одлуките во општината, дури 79% од испитаниците рекле ниту еднаш, 10% од испитаниците рекле еднаш, 2 до 3 пати рекле 8% од испитаниците, а над 3 пати 3% од нив. Она што е интересно е што најголем дел, или 54% од оние малкумина што учествувале во работата на општините, сметаат дека ефектите биле неутрални, односно ниту имало, ниту немало ефект. 1/3 рекле дека ефектите биле позитивни, а 15% од испитаниците рекле дека ефектите биле негативни. Токму ова делува како магепсан круг, па граѓаните ретко се нафаќаат да учествуваат во работата на општините. Голем проблем е што граѓаните често ја мешаат улогата градоначалник со партиската улога на избраните кандидати. Многу често имаше мешање на позицијата на партиската функција со функцијата на избрана градоначалник и градоначалничка. И често пати дури и самите градоначалници кои што беа интервјуирани, кога ги прашувавме и кога се консултиравте со граѓаните, зошто бевте на тој собир, на која тема се дискутираше, често пати се бунеа и самите не знаат да кажат дали биле во партиско својство или биле во својство на функцијата која што ја обавуваат. Фактот дека проблемот со загадувањето во Скопје и во Тетово се високо позиционирани на агендата на кандидатите за градоначалници потврдува дека жешките теми кои ги мачат граѓаните сепак влегуваат во изборните програми. Проблемот се случува по добивањето на мандатот, кога она што е на хартија треба и да се реализира. Според Хаджи Василева, пред и по изборите мора да се консултираат граѓаните за тоа кои проекти се приоритетни. Без оглед како се стигнато до тие програми, кои што се разбира во голем дел ја одразуваат реалноста на потребите на граѓаните, бидејќи сепак при тоа претпоставам дека ги консултираат луѓето кои што се во таа заедница кога ги креираат. Меѓутоа, секако кога ќе се добие потоа позицијата градоначалник или градоначалничка, треба тие избрани представници понатаму да ја проверат на некој начин програмата, да видат дали тоа што е таму ставено навистина се реалните потреби на граѓаните и да видат дали решенијата кои што тие ги нудат се најдобрите и најсоодветните решенија или пак можеби има некои други идеи подобри или дополнителни начини како може некаков проблем да се реши, се разбира да го направат тоа во заедно со граѓаните. Ако пред избори политичарите се оние кои одат кај граѓаните за да го побараат нивниот глас,
По изборите, граѓаните се тие што се обидуваат да затропаат на нивната врата и да побараат да им се решат проблемите. Токму затоа граѓаните и кандидатите за градоначалници се чини дека се најблиски пред изборите, кога се ракуваат, си разменуваат збор 2, за по изборите вратата на градските татковци неретко да остане затворена.